Филмот е за сестринска љубов, за саможртва, за добри и лоши луѓе, за богати и сиромашни, за слепи и окати, за тоа како живееме, како умираме и како се смееме. Барав малку повесел наслов од Бисна. И Копакабана секогаш буди нешто разиграно, нешто весело. Можеби затоа што кога бев дете, Копакабана беше некој поим за музика, за весело, за боса нова и за фудбал. Сега тоа после поливалентно се врзува со други работи по филмот. Името на тоа мало сиромашно селце кај што живеат нашите главни ликови по Прекари е Копакабана. Ја пријави филмската мафија за корупција, за одмаз да тие го блокира овој проект, го блокира и претходниот. Тоа траеше скоро 3 години, во меѓувреме ние добивме две правосилни судски пресуди со кои се потврди дека конкурсите во агенцијата тогаш беа местени, се потврди дека незаконски не блокира. Ме израдува пред се сценариото, приказката, леснотијата со која што тече. Мислам дека е забавно, навистина забавна фарма, што викаат, и тоа најмногу ме радува. Ме радува ново дело на Милчо, со пријатно, сите од дека. Така да тоа е она што радува. Предизвик беше да се стигне до тука, до снимање. После сите перипетии што ги имавме. Овде секој лик е многу комплексен и не можам да одговорам на прашањето како публиката ќе ја доживее Малина, затоа што мене многу ме интересира кога ќе заврши филмот, бидејќи мислам дека тоа е некоја индивидуална расуда за ликот. Јас лично како глумица не смеам да не ја сакам и да не ја оправдам во сите низини поставки. Така што Малина е еден супер лик. Научив, видов, осетив дека у суштина сме заборавиле да се радуваме на малите работи. Дека имаме право ние да одредиме на што ќе се радуваме и дека никој не може да ни одземе таа радост и таа среќа во животот. Дека само преку нас самите можеме да си дозволиме да си бидеме среќни и дека никој не може да ни го земе тоа. Материјалот кој би го градил е пред се Тодора, она што е едноставно себе, Тодора, она што авторот и режисерот, господинот Милчо Манчевски ја нуди во сценариото и он еден важен момент, тоа е она Тодора што ја гледам во некој друго време и во младост на Сара. Не ми беше многу тешко да ги соберам мозаикот од она се што сум сретнал и што сум доживеал и би додал уште многу чудни карактеристики на Миле Зецот, оние што ги наброја ти, но сепак и тој е човек. И тој добар човек на почеток, но има некој тригер што му се случило за да биде ваков каков што е.